потекнувам од семејство од самохран родител, пред се живеам со самохран родител, која што е борец, жена борец, мојата мајка. Татко ме го изгубивме многу рано, живееме во, па не би рекол абнормални услови, него услови за онака фамилиарно, домаќински што се вика кај нас. Тоа имаме тежок живот, да, меѓутоа мора да се соочуваме со тоа што е. Мора да ги кренеме главите нагоре и да тераме по патот што ни е зададен. Зајакнување на младите преку нови можности е еден регионален проект кој освен во Македонија се реализира во Србија и Косово, во Босна и Херцеговина и во Албанија. Проектот има за цел да ги зајакне младите лица во социјален ризик и да го олесни нивниот пристап до пазарот на трудот. Во период 2019-2023 година во која што се реализира проектот, повеќе од 340 млади лица завршија обуки за животни вештини и вработливост, посетуваа сесии на индивидуално советување, а исто така дел од нив посетуваа и практиканска работа, курсеви и најдоа работа со поддршка на проектот. Ни целокупниот процес во кој што поминуваат младите кога се вклучуваат во овој проект, вклучувајќи ги обуките кои што ги поминуваат преку нашата програма и коучинг средбите со нас како ментори, главна цел ни е да ги потикнеме нивните лични интереси, да ја потикнеме нивната внатрешна мотивација, се со една цел да успеат во целите кои што си ги замислиле за нивниот кариерен пат. Сакаме да ги потикнеме да размислуваат за нивните потенцијали, за нивните можности и да увидат дека она што сакаат да го остварат и не е толку недостижно. Имав многу ниска самодоверба. Студирав на природно-математичкиот факултет, биохемија и физиологија. Тој период бев на пауза. Искрено, тој период беше тежок за мене и единствена желба ми беше нешто да имам, да се задржам, за да продолжам понатаму. Што сум пострука готвач, малце немав самодоверба и пошто беше време за ковид и немав никаков ангажмент професионален. И сакам да направам апгрейд малце у моја професионална кариера, да си функционирам како по профи. Во рамки на проектот беше достапна и психосоцијална поддршка за сите учесници. Оваа поддршка беше реализирана во неколку форми. Имавме индивидуални средби, групни работилници за личен раст и развој, како и други групни активности кои што беа реализирани во рамки на младинската иницијатива. Можам да кажам дека голем дел од вклучените во проектот се вклучија и во психосоцијалната поддршка, односно добија психосоцијална поддршка на некаков начин. Мислам дека една од најчестите теми на кои што разговаравме беше надминување на темата пред интервју за работа. Меѓутоа зборувавме и за одржување на мотивацијата во процесот на барање работа, справување со стресни настани, со стресот, запознавање на себе си, на своите емоции, на своите состојби и учење на некои нови техники и нови начини како да се справуваат со сето тоа што им се случува. Студирав на ликовна академија, графика и графички дизајн. Периодот каде што се стремам да завршам графика, каде што супате во водите на уметноста, беше исклучително интересно. Меѓутоа, како што се движев низ сите тие фрази на самозапознавање, некаде ми фалеше некоја си искра, каде што нешто ме тераше да направам некоја промена и таа уметност да ја насочам кон самата себе си. Искрено, уште од мала сум била дете кое што ќе науми и све ќе направи, но сепак во дадени моменти ми фалела таа, да речам, самодоверба за некои работи. Пред вклученоста во овој проект бев сместена во СОС детското село, каде што живеев таму до мои 15 години. Пред да започнам со проектот, се наоѓа во една ситуација каде што бев измотивирана, но не знаев каде да се обратам и каде да побарам поддршка, бидејќи дојде лошо време и COVID-19 ни ограничи многу можности, би рекла, да спекна практична настава на факултетите, па добив едно прекрасно искуство, една прекрасна можност додека бев на проектот, да волонтирам во СОС детско село и да помогнам на луѓе на кои што вистински им беше потребна помош. Јас сум од Гана и работам во African Touch, мојот салун. И имаме живено тука скоро 4 години. Идејата за Pet House дојде спонтано, едноставно, пошто од мали години сум
обкружен околу мене со домашни миленици, а и понатака како и растев, иако сум музичар, во себе те препознав некој си предприемачки потенцијал, па мислам дека беше добра идеја да се започне. Додека бев средно угостителско 4-та година, при крај на завршувањето, една другарка ми предложи да бидеме дел од проектот кој нудеше всушност обука за вработување за дел на млади и така всушност се приклучивме. Проектот содржеше доста обуки низ кои што поминавме. Дојдов во ресурсниот центар преку препорака на моја братучетка, кога ми рече ќе ти се јави, вика, една госпоѓа од ресурсен центар од СОС детско село, викам јас, кој е тоа сега? Што е тоа пред се? Прво не знаев. Дојдов, се запознав со сите, многу убава дружба имав, убава комуникација имав со нив. Токму овие обуки ми овозможија да зајакнам како личност. Да исто така преку овие обуки завршив курс за шминкање, односно станав професионален мејкап артист и на тој начин можам да работам нешто дополнително освен работа со академска диплома. И секако нели се исполнив долго посакуваната желба. Përfshëtjen e fëmijëve SOS, kam njohuri normalisht nga studimet e mia të cilat i kisha kryer në shkenca politike dhe tani në diplomaci, që është një program i cili është nga Kombet e Bashkuara dhe është një program i cili me të vërtet ndihmon në zhvillimin, do të thoja, të shoqërisë dhe mbi të gjitha në zhvillimin social në vend. Kisha pasur njohuri bazike, por nuk kisha pasur njohuri rreth aktivitetet të tyre më të gjera të cilat ato i bëjnë në vend, kështu që projekti më dha mundësi që t'i njoh edhe nga afër se ato me të vërtet punojnë edhe me kategori të ndryshme të personave dhe punojnë me të vërtet në një zhvillim i cili është një ndër objektivat e rëndësishme të zhvillimit të qendrorshëm. Се променив во тоа што сакав да станам јога инструктор, да завршам курс за јога инструктор, каде што ми го возможија тоа. Го завршив курсот за брзо време. Потоа се фокусиравме на следниот чекор, каде што можев да си го остварам својот бизнис план, својата визија, која што имав цело време во себе. Ги кроевме плановите, работевме на тоа и сепак се оствари, имав можност, го доживав тоа и премногу сум задоволна. Можеш да кажи дека ова проект е мојот се. I could say that it was a full package of what we call a life-changing motivational package because through the program I had the skills of managing my own business. I also had the opportunity to be helped financially. So in all, and mentoring at the same time. Со Роберта многу работи направивме. Таа дојде во проектот и најпрво направивме еден убав план за вработување. Тоа почнавме програма за самовработување, кај што покрај финансиска поддршка од 4000 евра на кандидатите за набавка на опрема и материјали, овозможивме и обуки за менаџмент на мал бизнис, обука за претприемништво и изработка на бизнис план кој потоа беше оценет и од комисија. И еве сега очекуваме да почне во полна снага. Прекрасно поминував на тие обуки, предавања, коучинг сесии исто така што ги имаше. Ми помогна многу. Порано бев многу повлечен, меѓутоа преку ова, да речеме, малку од малку се подотворив во моментов и возачка. Учам за возачка дозвола. Сакам да земам возачка дозвола, бидејќи ќе ми треба за вработување, ќе ми треба општо лично за мене како индивидуа во приватниот живот што ќе го водам понатаму. Освен што станав личност со повисока самодоверба, станав посилна личност која се бори за тоа што го сака. Најголем дел од лекциите ги добив тука, и за личен и за професионален развој. Кога би зборувала каде сум по проектов, каде се наоѓам по проектов,
и како се чувствувам по завршување на проектот, би рекла дека сум многу посрекна, затоа што се чувствувам како да се пронајдов себе си и пружив помош на луѓе на кои што вистински им беше потребно. Бевме како тим цело време и се советувавме за професионален помош, што до момент и многу ми фалеше за време на за време на мојата професионална кариера. Во текот на самиот проект имаше доста интересни активности. Целиот проект започна со обука за меки вештини, понатака тоа се сведе на правење комплетни бизнис планови, финансиски анализи. Се тоа беше проследено со една многу убава енергија, пријателска енергија, убава дружба, едноставно феноменално искуство. При крајот на обуките ми понудија да го остварам својот сон во однос на возач како комерцијалист или како дистрибутер и ми понудија да ми платат возачки испит. Фактички на еден начин ми оствариле една голема желба од животот. Nuk do thoja se mund të jem I ri suksesshëm, por do thoja që jam një ri motivuar I cili suksesin e ndjek në bazë të këshillave dhe motiveve të cilat të tjerët më japin mua dhe shoh që vendi ynë ka mundësi më të shumta për të punuar dhe mundësi më të shumta për të dhënë impakt social dhe impakt ekonomik I cili do t'i ndihmoj edhe të tjerëve si një lloj motivacioni për të qëndruar këtu dhe për të dhënë më shumë për ne. Имав слушнато за СОС детско село, но не бев толку упатен во нивната дејност на работење. Од кога влегов во проектот, нели, нормално и дознав и од свое лично искуство стварно сватив што значи СОС детско село и која е уствари нивната работа и дека е уствари многу поголемо нешто од тоа што јас претходно мислев. Мислам на младите многу дека ми недостасува обука како запознавање на себе си, меѓутоа не секој знае за ваквите проекти, не секој знае обично во секојдневниот живот како да се истражи, да дојде до својата цел. Мислам дека во секој случај потребно да се обратат на некое право место, да најдат ментори каде што ќе сакаат да се фокусираат на својата визија, да работат заедно со нив, да ги обучуваат и да се стремат да се остварат својата цел. The project helped us to think outside the box. It helped us to think outside the box. So through it, I got to know that дека можам да правам мојот салон. We opened the salon. Yeah. We started the story. We started the story. Yeah, we didn't just open it, we started the story, yes. Секој пат се водам по мислата дека доколку сакаме некоја промена, пред се треба ние да тргнеме од нас, односно да бидеме промената која сакаме да видиме во општеството. На младите им препорачувам слободно, доколку имаат проекти, бидејќи е бесплатен проектот, да се приклучат и воопшто да не се плашат. Во најголем број од случаите, односно од 340 млади лица, да напоменам, не сите од нив бараа работа, некои имаа желба само да ги зајакнат нивните комуникацијски вештини, да се справат со недостатокот на самодоврба или со други предизвици. Повеќе од 170, речиси 180 млади лица до овој момент најдоа работа. Тоа не се само всушност бројки кои што представуваат број на вработени лица, туку станува збор за бројки кои што представуваат број на променети животи.